Благодарам, почитуван председавач. Колега Стевананджија, 20 минути зборувавте, 20 минути лажни вести. Добро познатиот ментален склоп на ВМРО ДПМН. Ваше право е. Како ќе злоупотребувате говорницата, останува на вашата чест и совест и на тоа нема да коментирам, но како одговорни политичари должиме одговори пред јавност. Колега, зборувате за министерката, се извинувам председавач, овде малце ќе излезам од дневниот ред со цел да му одговорам на почитуваниот колега Стевананджија. Ништо помалку значи окей. Си има оправдани причини зошто министерката не оде, тоа не е неделовнички заменичката овде да биде и да одговара на сите ваши прашања. Во таа насока би прашал каде е председателката на комисијата за финансирање, ако сакате во таа насока да ги водиме. Ама не, пошто навредувате, да не е таа во Сити Мол да пазари, па ајде утре донесете ја, нека ја води комисијата. Ќе ве молам за коректност во... Јас сум максимално коректен, но затоа, кога поставуваме... респект спрема сите колеги. Со целосен респект и према председателката на комисијата. Јас разбирам дека од оправдани причини, затоа што верувам дека е на службено патување. Но ако сме колегијални, ако навистина почитуваме обврските кои што ги имаат пратениците, министерот, заменик министерот, без разлика, треба да го почитуваме до крај. Колега Димовски, ќе ве молам, не се дофру. Океј, нормално е, знам како е од опозиција да префрлате од место. Добро е да почнете што повеќе да се навикнувате во опозицијски столчиња. Како и да е, не ми смета, терајте си го вие вашето. Уште долго ќе довикувате само од место како опозиционери, тоа е добро. Колега Стевананджија, од каде да почне? Зборувате за евроврзницата. Лицемерно е вие да зборувате за евроврзница, за задолжување. Добро знаеме, добро е јавноста да знае како вие се задолжувавте. Кои беа каматните стапки во тоа време? Еве овде и заменичката министерка нека ме коригира ако сгрешам. Но да се задолжуваме, да ги задолжуваме граѓаните на каматна стапка, колешке Пемова, легитимно ви е прашањето, па дури и од место што дофрлувате, зашто? Сега ќе ви кажам. Да се задолжувате, да издавате евроврзница со каматна стапка од 10%, што всушност представува за жал, не знам поумерен збор, од лихварство, да употребам во таквата конотација. Да, ги задолжувавте граѓаните со 10% каматна стапка, зашто? За да градите споменици, за да градите барокни фасади, за да поставувате лажни, жални, како беа врби во Вардар, кои што пресушија за една недела, за да ставате, да, добро е, за да ставате тушеви, да ги туширате палмите, за да не се сушеле, за да купувате звучници, имавме можност тоа да го видиме, еден звучник во еден театар, 300.000 денари. Еден звучник. Нека ви служи на чест. Проблемот е што тие пари не сте ги давале од сопствените джебови. Народот сте го задолжувале. Граѓаните. И днината се обидовте да му ја закопате на граѓанинот на Република Северна Македонија. И за жал до некаде успеавте. Почитуван колега, само до 2021. По основ на сите долгови треба да се вратат 2,3 милијарди евра, затоа што вие сте на задолжили. Го има тоа во извештаите. Тоа е податок кој што ние треба да го дебатираме
да го дискутираме и да видиме на вистина што ќе правиме, независно опозиција власт. Ние сме ја добиле довербата од граѓаните за да менаџираме со нивните средства, за да управуваме домакински и тоа го правиме. Зборувате за странски инвестиции. Дофрлајте од место. Така и личи на опозицијата и тоа е легитимно. Ќе дофрлувате уште долго. Зборувате за странски инвестиции. Имаме рекордно ниво на влез на странски инвестиции и тоа, да, тоа е добро да го знаат граѓаните. Без да користиме пари на граѓаните како што тоа вие го правевте, 350 милиони евра, почитувани граѓани, ВМРО ДПМН дури беше на власт, од вашиот джеб ги извади, ги даваше по медиумите и што е најинтересно, не само во странските медиуми за да привлечат странски медиуми, го давали кај домашните. Сте го узурпирале медиумскиот простор. Сте ја спречувале слободата. Сега истото тоа ние го правиме без ни еден потрошен денар од парите на граѓаните и сепак имаме рекордно ниво на влез на директни странски инвестиции. Еве ги фактите, еве ги аргументите. Овде е колега Стевананџиев. Ова се сите компании кои што ги имаат подпишано нови договори во тир зоните. Да не излезе дека дискусијата во комисијата, а дури и во пленарните седници често знае да забега и знаеме да ги, особено вие, да ги дезинформирате граѓаните. Чесно е нешто што е добро, направено од претходната влада. Еве, добро е што сте ги почнале тир зоните, затоа ние ги унапредуваме. Но во тие тир зони, ние без да потрошиме пари за реклами, привлековме нови странски инвеститори кои што се на рекордно ниво. При тоа, третманот кој што го имаш, ВМРО ДПМН е према домашните инвеститори, не можеме да не го искритикувам. Ништо не им помогнавте. Ништо не им помогнавме до домашните инвеститори. Еве ги фактите говорат. 190 милиони денари. Поддршка на 72 домашни компании. Вреди да се поддржуваат нашите македонски производи. И ги поддржуваме. Вреди да ги поддржиме. Затоа што и тие се соочуваат со потешкоти. Вреди да се подпомогнат луѓето, граѓаните. Ако абсолвираме еден проблем, а тоа е дека граѓаните се иселуваат, заеднички мора да го решаваме. Затоа ќе ги субвенционираме, ќе го субвенционираме покачувањето на платите. Сосема на кратко, почитувам председавач. Да ја довршам мислата. Ги поддржуваме, ги субвенционираме платите, затоа што знаеме дека треба нашиот кадар, нашите млади луѓе да се ги задржеме. Ама вие пуста опозиција, еве и сега се договарате. Не можете преку тоа да поминете. Оти не го направивте тоа. Оти парите ги насочувавте во джебовите на 5-6 луѓе. Не можете да проминете преку тоа. Поминете. Минималната плата и ја покачивме. Ги остававте луѓето да земаат по 8.000 денари, сега е 12,5. Тенденцијата е да ја зголемиме на 15.000 денари. До крај на мандатот минималната плата да биде 16. Ама опозицијата и против тоа. И другите проблеми, кои што ги имаме и ќе се појавуваат, ќе ги решаваме во од колега. И треба навистина да се охрабриме. Макар сте били и опозиција, добро е да критикувате. Добро е да замерувате, но тоа што е добро и коректно и конкретно, треба да го поддржите. Ви благодарам.